гостин е Симона Петраска. Таа е автор и мотивационен спикер. Преку нејзините социјални мрежи гласно говори за христијанската православна вера. Симона, добре дојде. Често ми е што е прифатила мојата покана да бидеш гостинка. Чест ми е да бидам гостинка и сакав да ме поканиш, да бидам дел од твојата емисија. Кој стои позади овој профил и како добиваш инспирација за едно вакво видео? Па јас сум една обична жена, мајка, ќерка, сестра, пријателка, која што се трудам и мојата душа копне да живеам колку можам согласно моите човешки можности, православно. Така ги добивам и инспирациите за снимањето на моите видеа, понекогаш инспирирана сум и од некое случување што ќе остави некаков впечаток на мене. Најчесто после литургија, бидејќи на литургиите со молитвите што се читаат, на секоја литургија се читаат и беседи, каде што има толкување на Новиот Завет, каде што има премногу поучни приказни, кои што ние луѓето треба ги примениме во нашиот живот. И видеата најчесто ги снимам во домашна атмосфера, кога сум сама дома, за нешто да не го одвлекува моето внимание. Меѓутоа не се разбирам ништо од снимање, односно знам само да снимам видео, гледам да траат видеата до минута и пол, знам само да ги постирам на Инстаграм профилот и тоа е тоа. Твојата Инстаграм страна, бројката гледам дека веќе се зголемува. Да. Ме интересира коментарите на твоите следбеници, позитивни, негативни? Како се соочуваш? Да, позитивни се. Исто така ставам видеа на Facebook страна. Позитивни се најчесто. Инспирирани, меѓутоа, како што кажав, ја сакам да ги читам коментарите на луѓето, за да видам колку е нивното знаење за нештата, нивниот начин на живење. Потоа луѓето што коментираат се надополнуваат меѓусебно со коментари, има многу што да се научи. Јас учам од нив, меѓутоа учат и тие од мене, бидејќи ми пишуваат, ме прашуваат кога почнува литургија, во колку саат почнува литургија, ми поставуваат прашање за православното христијанство и секогаш кога сум во можност им одговарам. Што се случи во моментот, дали те препознаваат на улица некои мислења, така да ти кажат? Да, ме препознаваат на улица и тоа ми е некако многу чудно, бидејќи ова не го правам нити за популарност, ниту посебно внимавам естетски да изгледаат видеа. Веројатно твојата мисија е да отвориш свеста на народов да повеќе да веруваат во Бога. Така, меѓутоа буквално ми се случува многу често да ме застануваат, да ми кажуваат дека ја следат мојата Инстаграм страница, дека многу им се допаѓаат моите видеа, ми даваат мотив, најчесто ми кажат браво, само продолжи така, во ова денешно време треба такви видеа што повеќе. И тоа е моја инспирација и мотив да продолжам понатаму. Пред тоа поразговаравме за моментот енергии, позитивни и негативни. Како се чувствуваш, да речеме, јас и ти долго време се немаме во видео, позборувавме за оние негативни енергии, каде што може да не спуштат максимално, да речеме, јас немаме, ти си ми гостин, соговорникот секогаш треба да е смирен за да можеме да имаме да говориме, Како ти во тој момент се снаоѓаш со такви енергии? Бидејќи мојот духовен и личен развој е на некое убаво и задоволително ниво, можам да кажам дека ги препознавам енергиите на луѓето, меѓутоа тука никогаш не осудувам, бидејќи секој човек има своја животна приказна, не знаеме што му се случува во текот на денот и зошто се чувствува и енергетски зрачи така. Меѓутоа, ние како луѓе околу нас имаме едно енергетско магнетно поле што околу нас се простира 2 метри. Тоа е невидливо магнетно поле, тоа го има секој човек. И затоа кога си на некој пониско енергетско ниво се чувствува таа негативна енергија можеби од другите луѓе и потоа делува на нас, исто така може нашата енергија да биде на пониска фреквенција, но исто така постојат луѓе кои што зрачат со својата позитивна енергија, па исто така тие може да не дигнат на некој повисоко позитивно ниво.
Дали денеска луѓето знаат да бидат среќни или повеќето глумат? Ова е многу често интересно прашање, бидејќи постојано сме во потрага по среќата. Во денешно време ни е дозволено да правиме се што не прави среќни. Трагаме по среќата, барајќи ја во материјалните богатства, барајќи ја во другите луѓе, барајќи ја во работата. Меѓутоа, интересно е колку повеќе ние трагаме по среќата, таа ни е се понедостижна. Нашата човечка природа е падната природа, нашето его е постојано незадоволно, сака се повеќе и повеќе. Ќе стигнеме до нешто што сакаме, до некоја желба што ја посакуваме. Таа желба ќе ни се исполни, меѓутоа за некој време ни досадува и сакаме нешто друго и затоа велиме уште ова да ми се случи ќе бидам среќен, уште таа желба да ми се исполни ќе бидам среќен, меѓутоа тоа сето е недостижно. Тоа е многу погрешен пристап, бидејќи се што е материјално, се е минливо и вистинската радост во душата се спознава кога ќе почне да се живее православно христијански пат. И тоа одговорно го тврдам од моето лично искуство. А од каде доаѓа болката на луѓето за да бидат несреќни, што мислиш? Понекогаш се прашувам дали е тоа болка на душата или болка на егото. Знаеме дека сите луѓе имаме его, некој поголемо, некој помало. Да. Сите сме горе-доле суетни на некој свој начин и кога нешто нема да ни се исполни или нешто нема да добиеме, тогаш чувствуваме болка, но тоа не е никоја душевна болка, туку тоа е болка од која што се крши нашето его. Има и душевни болки кога ќе се случат некоја голема трагедија во нашиот живот, некоја губење на некоја сакана личност, губење на член од семејство. И тоа е болка и тага која што исто така треба да ја прифатиме. Значи тоа се различни видови на болки, различни видови на таги. Меѓутоа кога чувствуваме болка и кога чувствуваме тага, никогаш не треба ние да останеме во таа состојба на тага и во таа состојба на болка, бидејќи колку повеќе сме во таа состојба, може да навлеземе во состојба на очај, во состојба на униние и да не гледаме излез од таа болка. Во таа состојба треба да ја прифатиме болката, доколку ни се плаче да плачеме, да не даваме време сега јас ќе тагувам или ќе бидам во состојба на болка 2 дена, 3 дена, 1 месец, можеби 1 година, но со Божија помош, со молитва, да се трудиме со наши човечки напори да излеземе од таа состојба на тага и од таа состојба на болка, бидејќи тоа не ни носи ништо добро во животот. Секогаш треба да наоѓаме зрак светлини во таа состојба и да итаме кон тој зрак светлина во животот. Позитивната мисла мислиш дека е доволна за да бидеш среќен или тоа е само некоја илузија? Па старецот Адер кажал какви ти се мислите, таков ти е животот. Тоа е еден процес на создавање на мисли и на помисли во нашиот ум. Сите мисли, помисли не се добри, некогаш ги создаваме сами, некогаш тие се некои надворешни неубави влијани кои што ги создаваат нашите помисли. Во денешно време постојано се зборува на секаде мисли позитивно, само мисли позитивно, меѓутоа кога се наоѓаме во некоја состојба, например во болка и тага, колку и да се трудиме да мислиме позитивно, ние не можеме да мислиме позитивно, туку сме во таа состојба на болка и тогаш чувствуваме вина во нас, бидејќи некој постојано сугерира мисли само позитивно и ќе биде добра, ние не сме во состојба да мислиме позитивно и ќе чувствуваме вина кај нас и може да паднеме во уште поголема тага и во уште поголем очај. Убаво е да се гледа оптимистички на животот, убаво е да се гледа позитивно на животот, меѓутоа кога се наоѓаме во било каква состојба, треба да ја видиме реалната состојба каква е, да ја прифатиме таа состојба и потоа, нели, како што кажав, со трпеливост, со верба во Господ, со надеж, меѓутоа и со наши човечки напори да се трудиме да излеземе од таа состојба. Позитивните мисли, да, убаво е да имаме позитивни мисли, меѓутоа тоа и не е возможно да имаме само позитивни мисли. Треба да ги препознаеме мислите во нашиот ум. Имаме околу 17.000 мисли дневно, исто така и помисли.
Меѓутоа, ние не треба да ги прифатиме дури некои доколку ни делуваат позитивни мисли, да ги прифатиме дека се од нас и да делуваме на тој начин. Ова може би не е разбирливо за многумина, но ова бара голема мудрост и познавање на нашата православна вера. Дали мислиш дека некој човек, кога ќе помине повеќе болка, дека се изградува како појака личност? Така, па секогаш кога трагаме по некоја промена во животот, првин треба да се скршиме, да се скрши нашиот стар човек, да се случи една метаноја и преобразба во нов човек. Кога не е убаво во животот и кога животот се одвива онака некако ние што сакаме, немаме време да се посветиме на Господ, немаме време да размислуваме за ништо друго, само на нашите желби и фантазии, создавање на тие материјални добра, постојано излегување, постојано патување. Меѓутоа, Господ ни ги дава и тие искушенија, Господ ни дава и болка, Господ ни дава и тага, Господ ни дава и голем број на загуби, за да видиме дека ние луѓето не можеме се сами да направиме, бидејќи ние како луѓе сме ограничени и во таа состојба на болка тогаш го бараме ние Господ Бог, се молиме, дури и најголемите атеисти, мислам дека во време на болест или загуба, колку и да се надеваат на луѓето, сепак својата утеха ја бараат во молитвите и во нашите православни цркви. Болката е дадена за ние да се скршиме, да си навлеземе во душата, да разбереме зошто Господ Бог ни ја дава таа болка. Зошто ние тоа го преживуваме и голема мудрост треба тоа ние да си го спознаеме, да знаеме што имаме во нашата душа, доколку сме сториле некој грев, меѓутоа првин треба ние да бидеме мудри, да знаеме што е грев, да се исповедаме, да се покаеме и потоа колку можеме да не го повторуваме тој грев во животот. Кој е првиот чекор за внатрешен мир? Па, една од целите на нашата православна вера е ние луѓето да се стремиме кон смирение. Меѓутоа, смирението не е она лажно смирение, кога ќе видиме некој човек што делува мирен, не реагира на надворешни дразби, не се нервира, него се му е убаво, се прифаќа, меѓутоа тоа е лажно смирение. Смирение се подразбира смирение на нашето его, намалување на нашите желби, намалување на нашите страсти, намалување на нашите гревови и колку повеќе и да трагаме ние со нашата душа кон Господ Исус Христос, бидејќи мирот не доаѓа тоа од надвор, туку мирот е дар од Господ Бог. Надворешниот мир е тој лажен мир. Може би нешто посакувам, тоа ќе го добијам, јас сум смирена, бидејќи тоа нешто сум го добила. Меѓутоа, тој некој ако ми го одземе тоа нешто, во мене веднаш се наоѓа разразливост. Значи, тоа е надворешен и лажен мир. Вистинскиот мир ни е подарок од Господ Бог, а Господ Бог не дарува со таа Божја благодат, со радост во душата, со мир во душата, кога ние ќе се смириме, кога нашето срце ќе го доведеме во скрушеност и смирение на нашето его и кога Господ Бог ќе види дека ние трагаме по неговата Божја благодат, полека ќе почне да се открива во нашите срца. Зошто егото е толку достапно кај повеќето? Како луѓето да го спуштат на најниско ниво? Како што кажав, колку повеќе знаење за православната вера, толку ќе видиме дека сето тоа што егото ни го бара, нема никакво значење. Нашето его ни бара постојано да бидеме ние во центарот на вниманието, дека ние сме најдобри, јас сум најпаметен, јас сум најубав, јас сум најуспешен, никој не е како мене, јас заслужувам се најдобро. Моето семејство заслужува на се најдобро. Меѓутоа, тоа е се лажно. Тоа е кога ние луѓето се ставаме во некаква улога на Бог, меѓутоа со мало б, дека јас сум нешто посебно. Не, никој не е посебен, ние сме само луѓе. Животот на сите луѓе е подеднако важен, но само совршен е Господ Бог. И затоа ние колку да се стремиме кон тоа совршенство и колку ние да го јакнеме нашето его дека сме некој нешто, си правиме само грев на нашата душа,
а потоа порано или подоцна следи разочарување, бидејќи Господ Бог рекол кој се издигнува ќе биде понизен и кој се понизува ќе биде издигнат. А не свеќе дека со тврдоглавост и со его губат и фамилии, и пријателство и се. Затоа има и толку разводи. Така, затоа се случува, затоа што некако луѓето стануваме се повеќе индивидуалци, гледаме само за себе си, не ни интересира никој друг. Важно е јас да изградам својата среќа, за мене морално е се што ме прави среќа. Меѓутоа искалилото на моралност ние го изгубивме, бидејќи има многу ненормални работи што се прават како нормални и во моментот ние може мислиме дека е добро, но сведоци сме дека живееме во едно општество на духовен пат, затоа што една од втората Божја заповед која што е најважна, односно љуби го својот ближен како што се љубиш себе си, целосно го занемаруваме. Наши ближни не се само нашите деца, нашите родители, нашата фамилија, туку наши ближни се сите луѓе што ќе се најдат на нашиот животен пат без разлика на вера, статус, нација, работоспособност, пол и така натаму. Може ли човек да биде добар без да верува во Бог? Па да, постојат луѓе што се добри, меѓутоа и добрината и добрите дела како едни добродетели, ја ова го кажувам од православен аспект. Добрината исто така една добродетел која што ни е дадена од Господ Бог. Се што е добро ни е дадено од Господ Бог. Кога правиме добрини некому, ние не треба тие добрини да се ги припишуваме на самите себе. Сега јас ќе помогнам некому колку сум јас добра, а потоа и на сите да се испофалам дека јас некому сум направил некоја добрина. Таа добрина може да биде добра за пред луѓето, за јакнење на нашето его и таа добрина најчесто ја правиме водејќи се од нашата суета за да бидеме фалени, да бидеме прифатени во општеството. Меѓутоа таа лицемерна добрина не е мила на Господ Бог. Треба добрината да ја правиме заради самата добрина. И секоја добрина што треба да ја правиме, треба се чувствувам добро кога на некој ќе помогнам, да, нели? Така е, па и тоа е во нашата човечка природа, меѓутоа и таа човечка природа е малку нели изменета, така да можеби некој не наоѓа задоволство во тоа да помогне некому, меѓутоа важно е секогаш кога помагаме тоа да биде тајно, тоа да биде без пофалби, дури никој ако ни каже супер колку си добра, колку добрина направи некому, да кажам дека тоа не е до мене, туку дека Господ Бог преку мене помогнал некому, бидејќи некој човек кога има потреба од некаква помош, може некое време да трага по таа помош и да ја Господ да му прати дури непознат човек на неочекуван начин кој што ќе му ја даде потребната помош на тој што ја бара. Дали мислиш дека луѓето повеќето верата ја користат кога им е само тешко, а кога им е добро не? Па тоа е многу жално што ние како православни христијани во Македонија сме многу тргнати од православниот вистински Божји пат. Православието и православната вера ние ја гледаме на начин на кој што нам ни одговара. Велиме дека не ни е потребна црква, дека ние воспоставуваме самите некаква конекција со Господ Бог, дека немаме потреба од молитва, дека немаме потреба од литургија, од причеста, од исповед. И мислиме дека кога ќе ни е тешко и само доколку побараме од некое свештено лице да ни прочита некоја молитва, дека ние сме завршиле работа. Ние треба по Господ Бог да трагаме секојдневно. Треба да копнееме по Господ Бог. Треба да читаме молитви и кога ни е убаво во животот, бидејќи се што ни се случува се ни е дадено со Божја љубов и со Божје одобрение. Секојдневно треба да бидеме благодарни на Господ Бог за тоа што го имаме. Бидејќи не можеме ние да преговараме со Господ Бог кога ни е добро, воопшто да не го бараме, меѓутоа кога ни е лошо, тогаш да помислиме на Господ Бог, да побараме прошка, да побараме помош, да прочитаме некоја молитва. Господ може да ни услуша таа молитва, да ни биде добри, потоа повторно забораваме на Господ Бог до некоја следна неубава ситуација. Ние како православни христијани имаме должност православна да бидеме благодарни на Господ Бог за се што ни дава во животот. И да е добро, и да не е добро. Иако нешто не ни е добро во животот, тоа е дадено со Божја љубов, тоа е дадено со Божје одобрение
е дадено за да научиме некаква лекција во животот. Се што ни се случува, се е за наше добро. И иако во моментот нешто не ни изгледа добро, на крајот со Божја помош се ќе биде добро во наша корист. Значи има лицемерие во верниците. Па да, има лицемерие насекаде, меѓутоа има голем број на луѓе што ги знаат сите празници, што ги знаат сите светци, што пустат на вода, што редовно идат на литургија, што ги практикуваат сите добредетели, се што е пропишано од црквата, но кога ќе излезат надвор од црквата, тие се луѓе што зборуваат, што мислат зло никому, што се завидливи, што гледат никому да напакостат. Тие добродетели, да, треба да ги правиме, меѓутоа за Господ Бог најважно е што имаме ние во нашето срце и какви луѓе сме. Затоа ние треба да се стремиме нашето срце да биде исполнето со љубов кон луѓето, со добрина, со смиреност, со целомудрие, со долготрпеливост, а зависта, љубомората, алчноста, лицемерието колку можеме да ги искоренуваме. Дали судбината ни е запишана или ние саме се креираме? Ние како православни христијани не веруваме во судбина. Судбината сами си ја кроиме. Сами одлучуваме за нашиот живот, за се што ни се случува во нашиот живот сме ние одговорни. Господ ни ја дал целата слобода на одлучување и ова е едно од најтешките моменти да го прифатат луѓето, дека ние луѓето делуваме по нашата слободна волја. Иако понекогаш велиме дека немаме избор, даваме оправданија зошто ние некако постапуваме, си даваме оправданија пред себе си зошто не знам, може некој ќе украде, може некој некого ќе намести, може некој ќе озборува. Секогаш имаме оправдание за тоа што го правиме, меѓутоа е најважно ние да си погледнеме во нашето срце и тоа да си го тргнеме од нашата душа, за да не се создаваме повеќе гревови. Дали постот има смисла ако човекот потоа продолжи или да биде злобен? Па нема смисла, бидејќи постот е одрекување од храна. Со постот ние духовно се приближуваме кон Господ Бог. Постот значи намалување на нашите страсти. Дури Господ Бог рекол дека еден род може да се изгони само со пост и со молитва. Постот е пропишан како наша православна должност, меѓутоа и тоа нема значење доколку, како што кажав, никој никому напакости, никој никому мисли зло, никој никому завидува, никој гледа да украде. Постот некој го гледат како дека не мора тоа да го направи. Да, а не мисли во душата дека грешни. Па да, зависи кој какви приоритети има човекот во животот, меѓутоа тоа е многу голем грев, бидејќи тие луѓе не се свесни во каква заблуда живеат и колку нивната душа е отруена и преполна со прљавштина. Тоа значи дека иако мислат дека научиле нешто од православната вера, може некој теоретски дел на теолошкиот дел да го познаваат, меѓутоа не ја живеат. А најважно е да се живее православието со цело срце и со цела душа. Дошто и повеќето нели има и оние што идат да се исповедат. Они мислат дека ако се исповедат денеска, дека утре повтор може да грешат. Објасни го тоа. Така, значи ние луѓето сме падната природа, падната гревовна природа. Добро е кога човек ќе спознае што е грев. Во денешно време многу гревовни состојби, нешто што е ненормално и неприфатливо по било кои морални, етички норми, православен начин на живење се сваќа како нормално. Кога некој ќе спознае грев и чувствува потреба да се исповеда, убаво е тоа што го прави, бидејќи исповедта е една од светите тајни. Секако дека човекот и после таа исповед може да падне да го повтори истиот грев. Меѓутоа, како православни христијани, никогаш не треба да паднеме во состојба на очај, во состојба на безпомошност, туку со верба во Господ, со надеж во Господ, со молитва, колку пати да паднеме, толку пати и да станеме. И да имаме се повеќе и повеќе сознанија за нашата состојба.
не може да се каже дека еднаш како сме сториле грев, дека повторно нема тој грев да го повториме, тоа е веќе суетна помисла дека еве сега јас исповедав, сега јас сум супер, јас сум многу добра, дека тој грев нема да го повторам, бидејќи кога сме горделиви, Господ Бог повторно не носи на истото искушение за да видиме дека сите ние сме исти како и другите луѓе, да дека сите сме лекција. така и дека сите ние сме падната природа. Колку е важна искреноста за едно исповедание, нели? Па, исповедта се врши пред свештено лице. Најдобро е духовен отец. Духовен отец е препорачливо секој православен христијанин да има, меѓутоа и духовниот отец кога се бира мора да се почувствува во срцето таа конекција со духовниот отец и таа доверба со духовниот отец. Бидејќи кога се извршува светата тајна исповед, ние срцето го отвараме целосно. Ние кажуваме се што ни лежи на срцето. И при тоа ние не треба да даваме оправданија зашто нешто сме правеле, бидејќи тоа не е искрено од нас и не се каеме искрено за стореното. Затоа е многу важно целосно искрено, целосно скрушено срце, целосно смирено срце, со солзи на покаяние, да го исповедаме гревот што е во нас и потоа колку што можеме да се трудиме, да не го повторуваме. Меѓутоа, како што кажав, нема гаранција, веќе ние луѓето сме падната природа, па може нели повторно да го повториме тој грев, но да бидеме свесни за гревот и постојано да се бориме во нашето срце со него. Зошто човекот секогаш се враќа на истите грешки, а знае дека ги направил веќе неколку пати, повторно се враќа? Зашто не ја научил лекцијата, затоа. Затоа дека не ја научил лекцијата. Значи, мора да бидеме мудри и мора да бидеме свесни за сторените грешки. И како што кажав, сите луѓе грешиме, меѓутоа ние никогаш треба, не никогаш, туку секогаш треба да се водиме и по нашата совест пред да донесеме некаква одлука, бидејќи совеста е Божиот печат во нашата душа. Совеста ни кажува што е добро, што е лошо, меѓутоа често пати ја игнорираме. Тоа е тоа прво чувство кога сакаме нешто да направиме и ако сме почисти во душата, совеста ќе каже не го прави тоа, ама после тој его момент ќе каже ама не направи го тоа, ама што еве сите го прават тоа, што ако го направиш и ти тоа, што ако постапиш вака, што ако постапиш онака, и ние често пати значи го слушаме тој неубав, таа неубава страна од нас и постапуваме спротивно на нашата совест. Според тебе дали е подобро да постиш или да простиш? Простиш. Како што кажав, постењето е наша обврска према Господ Бог, меѓутоа и таа не ја правиме ние за Господ, тоа си го правиме за нашето спасение. Ние исто така и како простувањето. Простувањето е една од најголемите доблести на православните христијани. Со простувањето си ја ослободуваме нашата душа. Често пати носиме никаков гнев, никаков бес кон некој човек што нас не повредил. Меѓутоа, ние со тој гнев, со тој бес, не наштетуваме на тој човек што не повредил, туку си наштетуваме на самите себе си. И затоа треба да најдеме начин, меѓутоа и сето тоа се прави со Божја молитва, со Божја помош, за да простиме. Не заради другиот, туку заради нас и за ослободувањето на нашата душа. Да се извиниш или да се смениш? Извинување, доколку е искрено извинување, доколку некој ја сватил грешката, доколку некој побара прошка за тоа што ја сватил грешката, не лицемерно, туку навистина да се покаи, навистина да бара извинување, но секако дека треба ние секојдневно да се менуваме, но секојдневно да се менуваме на подобро. Ние секој ден треба да растеме духовно, да се развиваме духовно. Има еден момент кога повеќето луѓе мислат дека кога ќе стигнат до некој духовен развој во моментот кога се чувствуваат добро, дека ја постигнале целта и дека нив не им треба понатаму духовен развој, но тоа е голема заблуда, бидејќи доколку не идеме ние напред кон духовниот развој, тогаш ние уназадуваме и може да се доведеме до многу полоша и потешка ситуација откако кога сме почнале да живееме некој духовен живот. Симона, сега имам едно провокативно прашање за тебе. Католичката црква се адаптира на денешното модерно време и ги прифаќа припадниците на ЛГБТ.
Зошто е тоа така? Дека ги губили верниците. Што мислиш ти? Јас имам свој став, кој што е согласно Новиот Завет, согласно православното христијанство, и сега ова што го наведе целосно спротивно на православното христијанство, меѓутоа на оваа тема треба да разговара некое свештено лице, теолог кој што ќе може да објасни подобро. Особено еве со папата Франциск, значи што кажал да се биде геј не е криминал, повик да нема закони што ги казнуваат ЛГБТ луѓето, порака сите се Божји деца. Така е, сите се Божји деца, хомосексуалноста не е криминал, меѓутоа во Новиот Завет многу убаво пишува, е опишано од Господовите зборови и како што кажал апостол Павле, Господ Исус Христос е ист вчера и денес и во иднина. Православното христијанство е нешто што не се менува и не се адаптира согласно човечките потреби за да се задоволат луѓето. Православното христијанство, православната црква е откровение на Господ Бог. А што мислиш за тоа што им даде благослов за тие парови да бидат? Некои нивни одлуки. Сакам те прашам што мислиш за оние амајли, некои луѓе што си ги носат или што се си замислуваат дека речеме јас имам брош и викам ајде као мајле ми. Ги штитат или некоја се нивна контрола на душевен мир си наоѓаат во тоа? Како мислење имаш за амајлиите? Па вака, тоа не е нели моје мислење, тоа е нешто што јас го имам научено од Новиот Завет, од читањето на книги, од разговорот со мојот духовен отец, од гледањето на голем број видеа од православни свештеници, астрологија, гатање, предвидување, амајли, камења за среќа, сето тоа е спротивно на православието. Нашата верба, надеж, треба да биде само во Господ Исус Христос. Проблемот со амајлиите, со сите тие астрологии, со сите тие предвидување, гледање на тарот карти. Ако ги гледат само од забава, со неверба? Па не е толку наивно како што е. Тоа е многу интересно што секогаш се представува да работите само од забава ова ќе научам, само од забава ова ќе го прочитам, само од забава ова ќе го применам, меѓутоа тие се првите чекори кои што водат до неубави состојби на душата. А зошто е толку застапено? Гледаме и на социјалните мрежи, YouTube, што викаш, тие тарот карти, астрологија, и веќе знаеш, стануваш любопитен и бараш, дури нели потребно е. Така е. Сето тоа се прави смислено, сите тие се некои негативни влијанија кои што не тераат нас да се отргнеме од нашата вистинска православна вера. Како што кажав, православието исто и вчера и денес и за секогаш. Православието не се менува. И како што кажав, ние православните верници сме тука дека да, јас сум православна христијанка, идам во црква, меѓутоа верувам на астрологија, правам натални карти, или идам на гатачки, бајачки, или правам бели и добри магии, или гледам на тарот карти. Едно со друго не иде. Како православни христијани, нашиот пат е само патот на Господ Исус Христос, кој што кажал, јас сум вашиот пат, вистина и живот. Друга вистина, друг пат, друг живот, освен тој пат на Господ Исус Христос, не постои. Секој друг пат кој што се пласира дека е нешто нормално, дека нештото е само забава, дека нема никакви штетни влијанија, е пат кој што не носи во заблуда. Колку повеќе се насочуваме на таа страна, толку се оддалечуваме од Божиот пат. Мислиш дека тоа е некој недостаток на верба во себе си и на Бог што бараат заштита во амајли или оние мартинки? Што мислиш за мартинките? Па да, и за мартинките, дека кога се става нешто на рака, тебе како мартинка, работете да се стави како некаков украс на раката. Меѓутоа да не се верува дека меѓутоа потеклото и за мартинките од каде потекнуваат, има еден многу интересен пат како се дојдено до мартинки со божицата на пролета, меѓутоа ние како православни христијани, како што кажа, веруваме во Господ Исус Христос, а не во никакви си божици.
И Мартинката која ќе се стави на рака и ќе биде само како некаков украс во рете, како часовникот што го носам прстен, меѓутоа да не ја ставаме нашата верба дека таа Мартинка нас носи среќа, бидејќи нашата верба треба да е само во Господ Исус Христос. Бидејќи понекогаш и сугестивно си делуваме доколку имаме верба дека среќата не е во Мартинката, потоа таа ако се скина, леле ќе ме снајде некоја несреќа и потоа си навлегуваме во некоја состојба на некоја неубава енергија. Што мислиш, дали вистина постојат магии? Да, постојат магии. Постојат тоа што јас што имам читано, постојат голем број на измамници кои што велат дека прават некакви магии, но тоа се нели исто само да им се земат парите на луѓето, но има и луѓе што сериозно се занимаваат со магии, некому да му наштетат или некој си прави некаква магија, некаква враче. Се тоа лошо, без разлика дали се пласира како бела или црна, добра или лоша, сето тоа е лошо, сето е спротивно на православното христијанство. Често пати луѓето кога се наоѓаат во болест, кога ќе изгубат некоја своја љубена личност, кога ќе изгубат некое работно место, одат кон тие магии, кон тие предвидувања, затоа што сакаат брзо и инстант решенија. Меѓутоа, како што кажав, се што ни се случува во животот, не мора да се прифатиме што и да ни се случува, дека тоа е со Божје одобрение, дека е со Божја љубов и нашиот спас да го бараме во нашата Македонска православна црква, бидејќи ние македонските православни христијани сме сите чеда на нашата Македонска православна црква. Господ, патот што го нуди за наше спасение е тесен, е долг, е трнлив, на тој пат ние си го носиме нашиот крст, меѓутоа со верба во Господ Бог, со молитва, со надеж, ние ќе успееме. Меѓутоа потребно е да помине можеби подолг временски период. Ние луѓето сега сме во некоја тешка ситуација, сакам инстант решение, веќе одма убаво да се чувствам, меѓутоа тоа не функционира така во животот. Иако некојаш тие магии на моментот може навистина да ни помогнат телесно. Ева, например, доколку некој е болен, па да кажа да ме излечи некој оџа или некој маѓесник. Меѓутоа, штетата што ја правиме на нашата душа е премногу голема и ние мора да сватиме дека ние на оваа планета сме кратко време, а нашата душа е вечна. Затоа ние мора да мислиме на спасение на нашата душа да остане чиста во Господ Исус Христос и да не се грижиме толку за нашето телесно здравје, туку повеќе за нашата душа. А зошто се толку злобни луѓето? Зошто веруваат во такво нешто? Да направам зло на некој, што викаш ќе одам кај или оџе или некоја си таква жена и да направам зло. Па затоа што нашата душа е злобна, затоа што така се перат самите себе си мислиш? Тие се луѓе што се добро ако направам зло. Тие луѓе Што не сака да ги гледат несрекни. Да, затоа што нивната душа е затруена со зло. Добрината во нивната душа е исчезната. Злото завзема најголема површина од нивната срца, најголема површина од нивната душа. И сето тоа бара да се храни повеќе и повеќе, а злобните луѓе се хранат со несреќата на другите луѓе. Меѓутоа, како што кажав, дека секој и кога сака некој некому да наштети на било кој начин, доколку некој сака да изгради среќа на туѓа несреќа, само на својата душа си прави голем грев и тешко него што го чека во вечноста доколку не се покае. Јас до сега не сум се соочила со таква нешто, може била некоја енергија, ама мислам дека имам таква некоја аура пред мене направено, искрено како некој бумеранг да им се прави со таква некоја лоша мисла. Нешто ме интересира, значи, сакам, прашањето ми беше човек со јака вера во Бог. Дали може да го допре таа маѓа? Не може. Господ Бог, кога ние веруваме во Него, кога се трудиме да го живееме тој православен живот, кога нашето срце е полно со љубов, со радост, кога ние ги сакаме нашите ближни, кога се причестуваме, а причистата е најголемата света тајна, кога ние се спојуваме со крвта и со телото на Господ Исус Христос.
тогаш Господ Исус Христос околу нас става една Божја заштита, еден Божји имунитет и сите тие негативни надворешни демонски сили немаат никакво влијание врз нас. Но доколку сме оддалечени од Господовиот пат, тој Божји имунитет што Господ Бог го дава, ние бидејќи се оддалечуваме од него, тоа значи дека Господ Бог нас не е треба, дека јас како човек можам се да направам и тогаш сите тие негативни влијанија делуваат на нашата душа. А дали оние, пример, има нели луѓе што премногу веруваат во магија? Леле, постои. Значи, дали нив тоа ги прави послаби или поуплашени? Па и послаби и поуплашени. Иако на моментот може да се чувствуваат силно и моќно, дека имаат никаква моќ и никакво влијание врз животот на другите луѓе, многу е жално, јас тие луѓе ги жалам што на вистина не се свесни во каква заблуда живеат и колку нивниот живот порано или подоцна ќе се претвори во пекол, бидејќи злото, сите тие демонски сили може во моментот да делуваат со лажни сензации на среќа, на задоволство, на надмоќ, меѓутоа во текот на животот се си доаѓа по својата наплата. Колку повисоко летаат, толку пониско ќе бидат треснати од земја и ќе им биде многу тешко. Што мислиш за оние луѓе што прават идоли од другите? Па втората Божја заповед, од 10 Божји заповеди, дека ние не треба да правиме идол од ништо што е на небото, ништо што е на земјата, ништо што е под земјата, ништо што е водата. Не треба да правиме идоли од другите луѓе, не треба да правиме идоли ни од сопственото тело, не треба да правиме идоли од сопствениот стомак, како стомакоугодништво. Идолопоклонството е голем грев. Тоа како што се наведува и во Новиот Завет, и во Библијата, во Стариот Завет, дека доколку ние од некој правиме наш идол, тоа значи дека ние некој го гледаме како Бог и никому му се покоруваме и никому му се поклонуваме, меѓутоа покорноста наша треба да биде само кон Господ Бог. Сведоци сме дека денеска се прават идоли од политичките партии, од лидерите на политичките партии, од директорите во некоја фирма, каде што луѓето постојано сакаат да дојдат до нив, наоѓаат различни начини, да се понижуваат себе си, можеби прават работи кои што им се кажани само за свој личен интерес, меѓутоа тоа е многу погубно за душата. Зошто толку те влие страв кај луѓето? Дали мислиш дека духовно се празни? Што би им вакво препалачало на тие луѓе што се плашат да се соочат со вистината и бегаат или како што викаат се по тепих ставаат? Мора да се соочиме со вистината колку и да е тешка, да ја прифатиме ситуацијата во која што се наоѓаме. Некој енергетски кој што викаш еве така над мене, сега се плашам да се соочам со него, се плашам да му кажам. А треба да се каже. Да, треба да се каже, меѓутоа доколку некој побара помош, некој што не ни е близок, но блиски личности кои гледаме дека некој се наоѓа во никаква состојба, можеме да му дадеме некој совет, да се обидеме да помогнеме, но доколку некоја не ја сака нашата помош, тука ние ништо не можеме да направиме. Кога се бара секоја ситуација, колку и да е тешка, ние мораме да ја прифатиме. Често пати луѓето се наоѓаат во некоја тешка душевна состојба место да се осамат, да почувствуваат што имаат во својата душа, да го спознаат тоа, да го прифатат, уште повеќе излегуваат, уште повеќе пијаат, се дрогираат, цело време работат, цело време патуваат, зашто најтешко е соочувањето со самиот себе, со таа искреност и со таа вистина што имаме во нашата душа. Меѓутоа, со одбегнувањето на тоа соочување и прифаќање, ние не си правиме добро на себе си, туку ние си правиме лошо, бидејќи тоа не исчезнува самото по себе, туку во нашата душа, иако на свесно ниво може и не сме свесни, во длабочината на нашата душа тоа се повеќе и повеќе се зголемува и кога тогаш ќе
пукне и ќе се одрази на нашето душевно и телесно здравје. Што мислиш за оние луѓе што веќе имаат креирано нели некој нивен идол и на крај кога дојде момент од разочарување од истиот? Па секако, кога правиме идол од некој друг, се разочаруваме, бидејќи правиме идол од материјалните нешта, па дури и од другите луѓе. Ние не треба толку да се поврзуваме со другите луѓе. Ние не треба секому да го отвараме нашето срце. Ние не треба секого да идеализираме. Туку треба да ги согледуваме луѓето, да се трудиме да ги гледаме онакви какви што се. Бидејќи ако во мојот ум јас создадам некаков идол од некоја личност, го возвеличам во мојот ум. Создадам некоја нереална слика. И потоа кога јас согледам реалноста, бидејќи таа заблуда трае некој определено време, меѓутоа со тек на време јас кога ќе видам неговата вистинска природа, доаѓа до големо разочарување од луѓето. Затоа не треба ниту еден човек да го идеализираме, треба да разбереме дека сите луѓе сме создадени по ликот Божи. Треба да разграничиме дека иако некој човек има повисок општествен статус, припадник на некоја политичка партија, повеќе материјални богатства, има некоја јавна професија, дека сето тоа е дел од таа личност, тоа не е целиот човек. Ние луѓето ги поистоветуваме со нивната професија, со нивниот материјален статус, со нивниот општествен статус, создаваме некакви идоли од нив на кои што им се поклонуваме, на кои што им служиме. Затоа сите луѓе сме создадени од Господ Бог по неговиот лик. Некој живее, сите имаме различни дарби. Тоа не значи дека мојата дарба е помалку вредна од дарбата, не знам, можеби на некој доктор хирург, бидејќи не можеме сите да бидеме хирурзи или правници или економисти или водители или манекени, секој си има своја дарба и убавото е во разновидноста и во уникатноста на луѓето. Какво мисли имаш за оние, нели сега сме во некоја си нова ера на инфлуенсери каде што не мислат дека се нели наводници богови? Зошто има некои преку TikTok или Instagram си го кажуваат неговиот животен пат, значи си скажуваат преку такви кратки рилови. Едноставно гледам дека сакат да ги жалиме. Се хранат од тоа? Па секој кога снима некакво видео, покажува некои делови од нивниот живот, се фали со своето богатство, се фали со својот ум, со своето достигнување или во некоја друга крајност кога постојано се снима, се дава акцент само на неубавите работи во животот и тоа е его момент кога вториот дел од егото, кога сакаме да бидеме во улога на жртва и сакаме луѓето да не жалат. На многу луѓе, колку и да изгледа неверојатно, таа состојба на улога на жртва, дека сите се виновни, јас сум тука заради оваа причина, овој ми погреши, мојата материјална состојба е ваква, мене ми е многу тешко во животот и тоа колку повеќе го искажуваме, тоа е нашиот его момент, меѓутоа его момент на жртва, бидејќи целта е иста, добивање на некакво внимание и вреднување од страна на луѓето. Мислиш дека така се чувствуваат добро? Да. Зошто сакаат, уживаат во тоа да ме жалат, мислам, ја не би си дозволила, мислам, такво нешто, викам, како живеат, викам, вака, и кога ќе видам тоа тиктокот е па заразен со такви профили од жени. Немам тикток и не знам што се случува на тикток, меѓутоа, како што кажав, сето тоа е желба за внимание, можеби желба за профит. Имам уште две прашања за крај. Твое мислење, што мислиш, дали е потребно да се воведе веронауката во школството? Јас сум сигурна дека би било преубаво да се воведе веронауката во школскиот систем, да децата од мали се учат на православното христијанство, меѓутоа и веронауката да ја спроведуваат, часовите да ги држуваат свештени лица, кои што децата ќе ги насочат на прав пат, а не некои луѓе што можеби нешто научиле и дознале, па да ги доведат децата во некаква заблуда.
отколку помали децата го спознаваат Божиот пат, го спознаваат Господ Исус Христос, православието како Божие откровение, толку повеќе нивните срца ќе се полнат со љубов, ќе се полнат со добрина, ќе се полнат со радост. Децата се иднината на нашето општество, па и во иднина тогаш ќе живееме во некаков рај на земјата. Еви за крај, за оние има многу луѓе што не постат, а сакат храброст, значи им треба да почнат со нешто за да го најдат неговиот душевен мир. Еве за крај, каде може да се обратат за почеток, за да си го најдат мирот? Во нашата татковина имаме премногу цркви и премногу манастири на кои што се служи Божјата литургија. Јас би препорачала секоја недела да се присуствува на божествените литургии во црквите, почнуваат во градовите, мислам, околу 9 часот, во манастирите во 8 часот, бидејќи литургијата е еден од највисоките, ако не и највисок чин. Тоа е спојување на небото и на земјата. На литургијата е присутен Господ, иако тоа ние не можеме да го видиме. Целта на литургијата и причестата, односно спојувањето на нас православните верници со крвта на Господ Исус Христос и со неговото тело за спасение на нашата душа и за проститување на гревовите. Во црквата се прават светите тајни исповед, се прави светата тајна покаяние. Мора, како православни христијани, би требало ние да ги посетиме нашите цркви и манастири, да разговараме со свештени лица, да разговараме со монаси, да ја спознаваме нашата православна вера, доколку ние нешто неубаво во нашиот живот, да разговараме, бидејќи јас уверувам дека свештените лица и поготово монасите ќе не примат со толку љубов и со толку топлина и ќе нема никаква трошка на осудување. Можеме да се искажеме што е во нашата душа и тие да не насочат православно и да го живееме нашиот православен живот, да почнеме. Тука се и голем број на видеа на YouTube, каде што зборуваат православни свештеници за православието, за различни теми. Има премногу книги што се напишани од свети лица, од делот на православна психологија, со делови од личен живот на голем број луѓе кои што својот живот го промениле на многу поубаво, живејќи го православниот живот, спознавајќи го Господ Исус Христос. Има безброј начини, но најважно е да се направи првиот чекор, да се создаде желба и волја во нашето срце да го направиме тој чекор и да го почнеме нашиот православен пат. Моја препорака е да се појде до црква или до манастир и да се присуства на тие божествени литургии, бидејќи не се читат само молитви, се кажуваат и беседи кои што се премногу поучни, кои што допираат до срцето на луѓето. На литургиите се молиме за сите луѓе, за сите благочестиви христијани, за луѓе што страдаат, за луѓе што патуваат, за луѓе упокоени, се молиме и за нашите непријатели. И кога ние ќе присуствуваме на божествените литургии, кога ние ќе го отвориме нашето срце, тогаш ќе го спознаеме Господ Бог и ќе владее во ова општество помеѓу нас, луѓето, една припадност и живот во заедница, кога сите ќе гледаме за доброто на другите, а не само за наш личен интерес. А дали мислиш дека душата која ќе се роди еднаш останува една или се раѓа повторно? Еднаш, па тоа е сето тоа што се кажува, се зборува за реинкарнација, тоа е надвор од нашата религија, тоа се некои хиндуистички, будистички религии. Господ ни ја вдахнува нашата душа со нашето раѓање, додека живееме на овој свет во тело, душата е во нас, меѓутоа потоа душата и состојбата на душата во која што сме пред да заминеме од овој свет останува во вечноста. И една порака за крај, за гледачите. Како православни христијани да тежнееме кон Господовиот пат, да ги зголемуваме нашите знаења за нашата православна вера,
да ја живееме онака како што е пропишана, не онака како што нам ни одговара. И секоја недела на литургија. Се гледаме, значи во недела на литургија. Поздрав.